Дека на место приземје плюс прат плюс подкровје, он има приземје плюс 4 спрати. Плюс 3. Приземје плюс 3 спрата се нагоре. Да. И тоа се 3 споени згради. Јас само, пошто сум градел куќа, знам. Ако е така. Има ли он обезбедено паркинг места? Значи вака, за да се даде едно одобрение за градење, мора да има све. Кој го дал? Ама во нашата Секторот за урбанизам. Да ве прашам, да ве прашам само едноставно прашање. 20 и колку стана рекла? 28? Не знам, не би села да ви кажам тоа во 12 секторот за стана. урбанизам. Може, добро. Да, може да се знаете направите што? увид. Многу не е убаво во диалог. Сега ние поставуваме прашања, а вие цело време не. Значи 12 стана, еве го местото, еве локацијата, 12 паркинг места има ли? Нема. Дојдете, ќе одиме во урбанизам, ќе провериме што има и како има, како да ви кажам сега. Знаете што? Ама што пријавувате? Место од пасиште, градба. Откаде вода ќе земе? Ние пријавуваме за улица. Видите, Ама јас не може можам не. да му забранам да гради ако има одобрение за градење. Слободно. Така. Се слушам со вас. Има една две работи што сега има да ги кажам. Вие сте му дали одобрение, не вие. Вашата одговорна служба не е вие, општината. И подпишам новиот градоначалник, пошто 26.1. Кога постане до подписот, во линијата на подписи. Само ја да прашам нешто. Он добил одобрение за градба. Дали добил одобрение за рушење на објектите постоечки, на улиците, инфраструктурата што е во надлежност на општината Кисела Вода. Дали вие дозволувате како општина да се руши вашата општина? Мислам инфраструктура. Вие дојде да ви покажам што е уништена целата улица. Гледате го мостот, гледате го мостот. Санира улицата. Немојте ми кажете санира, ќе се направи. Викате да ви санирање, он ќе направи. Од кој ќе ви скршам глава и ќе добиете потрес Он е мозок, лекар. џабе ви е санирање. Тоа е. И на вторникот му кажавме дека ќе му се случи ова, дека ќе му вие како општина треба да се грижите за вашиот имот. Ова е ваш 20 имот. години не е реновирана улица. Преку 20 години. Повеќе. Значи, шајка не е заковано се двор. Повеќе, јас сум тука 48 години. Ајде да кажам. Добро, а ние ти дојде, да прашам. А кој Не се заебавајте со нас бе, мајта бли со нас. Значи, да ви објаснам нешто, да ви објаснам уште нешто. Онде сите зидови попуштени се потпорни, кои што влегуваат у стамбени објекти. Што ќе се случи ако погине човек? Ме прашувам. Ќе го санира. Ќе останира човекот бутел. Овде работници може да бидат. Денеска. И му реков му вторникот, ќе ти падне зидот, ќе ти погинат луѓе, се смееше. Багеристот копа таму. Не дај Боже, него му падне. Нели ви е срам бе луѓе? Нели ви е срам како колега? Нели ви е срам? Зошто мене ми кажувате мене Мене ме блокира, не можам дома да си отидам. Дали јас Не е сум ништо така. виновна за тоа што се случи? Вие сте символ на Не ме општината пратиле, во јас овој сама момент. си Нека дојдов. дојде Јас сум градоначалник. дојдена тука неколку пати. Дали може градоначалникот да дојде да види што се Јас дешава? сум дошла, неколку пати сум дошла тука да видам дали има... Претходниот месец и пол, колку пати дојдовте? Ниеднаш. А ние месец и пол во општина, он 4 Не е мейл. точно, не е точно. И на мейл сум одговарала. Немаме одговорено. Немаме. На мейл? На мейл Јас немаме. сум одговорила. Вие ако немате дојдете ќе ви покажам, на мейл сум одговорила. Па знаете што? Интернетот лоше, да. Дела не зборови. Не зборови. Ние сега тука сите збориме по малку ломотивне, малку сме подигнати во тонуса. Ама делата, тргнете по улицата, тоа е делото. Тоа нас не интересира. Оној мостот ќе падне. Мостот ќе падне. Таму кривината кај што врта десно веќе е излижана, изгребена. Ова е све тазе. Ова е све тазе. Видите, јас им што кога ми се јавија, одма се јавив до фирмата да им кажам да си пратат, да си заштитат. Јас Ама дали не може точно? госпожа 40 тонски камион овде да помине. Не може. Еден Ама месец видите, немаше тоа, табла што видите, се гради. дозвола Значи еден месец. за поминување полицијата треба да даде. Добро. Да му забрани. Значи ако не може тука да поминува 4 тонски или колку тонски, треба 40. полицијата да реагира. 40 А тонски јас камиони. не, јас како градежен инспектор, јас сум таа да проверам дали има дозвола за градење, дали е правосилна, дали оградил, дали ставил табла. Така. Дали ме разбирате? А со уставот, значи секој треба да пристапи до својот имот. Знаете ли ке се имот земате со ова вашето неработење, непрофесионално работење? Му земате имот на луѓето да влегуваат се во своите домови, на другиот да продолжи со гради, на нас ни забранувате да доаѓаме до своите домови затоа што некој битанга со зборови битанга и уништува има што е припаѓа на општината Кисела Вода. Срам вие како си го чувате имото. Толку имам да кажам.